Матичниот лекар не потврдил, а до протоколите цврсто се држали неговите колеги од Охридската болница. Според инспекторите на ДСЗИ, никој не е виновен што 14-годишно девојче заврши во кома како последица на доцна откриен дијабетес. Од увидот во медицинската документација заклучиле дека сите лекарски посети биле уредно евидентирани. До медицинските протоколи лекарите се држали и кај останатите 3 деца, што во една недела со иста дијагноза завршија на клинички. Кусо откако асоциацијата Баланс МК обвини дека на 4 деца доцна им била дијагностицирана болеста. Со исти симптоми во болницата завршило уште едно дете од Кичево. Значи е посветено внимание максимално на децата. И матичните и докторите, значи веднаш е поставена дијагноза, контактирано е со, тоа е практика која што е со години, значи не е нешто сега постојано, која има, затоа што велиме, релативно е мал број на пациенти и овие пациенти се упатуваат за дијагнози, за третман и понатаму водењето на овие деца се одвива на клиниката за детски болести. Земени сите записи во електронскиот дневник и во картоните на децата кај матичните доктори, како и во историите на болеста во одредените општи болници, не се забележени никакви пропусти во однос на постапката на докторите во соодветните институции. Дијабетес мелитус тип 1 е најчесто автоимуно заболување кое ги уништува бета клетките на панкреасот и предизвикува комплетен недостаток на инсулин. Лекарите објаснуваат дека 1/3 од новодијагностицираните доаѓаат во тешка здравствена состојба која бара интензивна терапија. 1 до 4 недели пред да им биде поставена дијагнозата, децата пијат повеќе течности од вообичаено, имаат зголемен апетит, но слабеат и се жалат на болки во стомакот. Бројката новодијагностицирани деца годишно се движи од 32 до 39.